Алармантно, кочанските жени со најмногу рак на матката во регионот. 35 преку сила 40 години се највеќе. Политиката го заглавува Берово. Тие што треба никако да се договорат. Општините од Истокот ќе распишат тендери за околу 10 милиони евра. Околу 3000 матуранти од регионот денес полагаа екстерно. Проблеми немаше. За Туѓо куче Штипјанец ќе плати казна од 500 евра. А зашто да нам на 500? Кој не е мој кучето? Годинава, општините од Источниот регион ќе распишат тендери за 10 милиони евра. Најмногу за 38 проекти вредни близу 2 милиони евра од сопствениот буџет, најповолен понудувач ќе бара општина Штип. Од нив 740.000 се за набавка на стоки, додека останатите 1,3 милиони се наменети за изградба и реконструкција на патишта. Годинава општина Штип ќе гради или реконструира 17 патни правци, од кои со најголема вредност од 15 милиони денари е реконструкцијата на улица Вардарска, за која постапката е отворена. Проби Штип годинава за јавни набавки ќе троши 2,8 милиони, но во оваа сума, освен сопствени средства, се пресметени и парите кои општината треба да ги добие од државата. Голем дел од проектите кои што ќе бидат реализирани во 2014 година се инфраструктурни капитални објекти во делот на патната инфраструктура, во делот на водоводи и канализации, меѓутоа и во делот на уредување на централно градско подрачје, паркинг простори, помошен плоштад, градски парк и многу други вакви објекти. За карбинци приоритетен оваа година е патот од Долни Балван кон Трогерци. Во должина од 7 километри и вредност на инвестиција од околу 49 милиони денари. Другата јавна набавка се однесува за реконструкција на културно-спортски дом во село Таринци со некаде вредност од околу 8 милиони денари. Од останатите општини, вредноста на јавните набавки кои треба да се реализираат се движат од 600.000 до 1,5 милиони евра, а најголем дел од нив се однесуваат на инфраструктурни проекти и редовни набавки. Политиката го заглавува Берово. Лутите ривали ВМРО ДПМН и СДСМ кои ја делат локалната власт никако да се договорат, па Беровското јавно комунално мегдан за партиски препукувања. За СДСМ спорни се новите 7 вработувања во јавното предпријатие. И овие 7 вработени најмалку би имале личен доход од 150.000 месечно, по 12 месеца тоа некаде би излегнало над 1.200.000 динара. Мислам, че го свалат испод некоја негативна нула, која само Господ може би има шанса да ја реши. За мнозинството во управниот одбор е спорно што предпријатието отпишало долгови на жители на селото Митршинци. Политички аспект, управниот одбор на јавното предпријатие и директорот донеса одлука ова село колку што има потрошена вода, бидејќи многу убаво гласа за ВМРО ДПМН, да се отпишат вкупните побарувања за вода. На овие обвинувања градоначалникот Наџински објаснува дека зголемениот обем на работа е причина за новите вработувања. Но морам да споменам не само проширувањето на обемот на работа на јавното комунално предпријатие, туку и во последниот месец и пол јавното комунално предпријатие го напуштија 4 работници. За него главен виновник за долговите на предпријатието тешки над 12 милиони денари е претходното раководство на СДСМ и кредитите кои денеска се отплаќаат, но тој демантира дека долговите за вода на жителите на Митршинци се отпишани поради тоа што тие се лојални гласачи на ВМРО ДПМН. Чито се гледа дека се работи за политиканство и за една цел која сакаат тие да ја постигнат, зашто во управниот одбор се мнозинство членови на Социјалдемократскиот сојуз, да го кочат работењето на јавното комунално предпријатие. Сепак граѓаните надвор од овие препукувања генерално се задоволни од работата на нивните комуналци.
Последно време си ја гледа работата, гледа многу поберово направија. Горат си работата, се тоа, колку се може. Беровското јавно комунално годинава нема да има годишна програма за работа, бидејќи управниот одбор не ја изгласа. Според СДСМ програмата била неквалитетна и нереална, но градоначалникот Наџински информира дека и без усвоена програма предпријатието ќе ги реализира планираните активности, зашто се подпишуваат соодветни договори. Алармантен податок од јавното здравство. Кочанските жени се со најголем процент со рак на матката во регионот. Само лани откриени се 75 ново заболени жени со подмолната болест, што е 67% од вкупниот број на регистрирани во Кочани и Малешевијата. На лошата информација дополнителна тежина дава и фактот што откриената болест во голем процент се однесува на млади жени. 25 години, 35, преку сила 40 години се највеќе. Можеби поради тоа што инфекциите се тогаш во тој период на возраста многу поголеми, сексуално преносливите инфекции се поголеми, а сето тоа води кон еден намален имунитет, кој што пак води понатаму до појава на едни такви промени на самото на грлото на матката. Една од причините за толку честата лоша диагноза е и отсуството на самогрижа и култура на здравјето. Тие што ги имаме откриени се пациенти кои што не се доаѓале редовно на контрола. Додека кај редовната контролирана популација, веќе на самиот старт кога ќе се забележи дека иде некоја промена малку поизразита, во тој случај се реагира на време. Поради ова, државата овозможува бесплатни така наречени ПАП тестови, а жените за прегледите се известуваат писмено, што на крајот дава резултати. Овие 3 недели, така да кажам, од јануари, од кога е почната оваа последна трета година од програмирањето на ПАПовето, како што е одредено да се земат, па можам да речам дека има веќе неколку пациенти кои што дојдоа, некои 20-тина, кои што дојдоа, а не се дошле уназад подолго време. Тоа представува еден добар знак дека имаме добар одзив. Колку состојбата е лоша, зборува и статистиката. Имено во 2009 година во Кочани и Малешевијата кај 78 жени биле откриени малигни промени на матката. Во 2010-та 88, 2011-та 99, 2012-та 85, а лани 112. На третиот ден од второто полугодие околу 3000 ученици во завршните години на МАКА полагаа екстерни тестови. Проблеми немаше, значи има технички проблеми од самите компјутери, ама бидејќи имаме доволно на располагање, направивме комбинација така да нема проблеми. Се опфатени сите предмети од четврта година, се си тече во најдобар ред и од техничка гледна точка и од присуство на ученици. За директорите екстерното помина добро, но како помина за наставниците и учениците? За разлика од минатиот пат, сега немаше проблеми никакви со прашањата, значи немаме нешто најавено, не појавување на слики и слично. Полагав по предметот паразитологија. Сметам дека прашањата беа доста лесни, значи го имаме офатено се тоа, го имаме учено и супер поминав. Во Кочани денес на екстерно се појавија 200 ученици од завршните години. Имавме на почетокот многу мали проблеми околу најавувањето на учениците во системот, ама со помош на стручни лица тоа беше за неколку минути завршено. Ке чекаме во петок да заврши и вториот дел од екстерното тестирање, со нетрпение ги очекуваме резултатите. Речиси идентично беше и во останатите општини од регионот. Денес полагаа 125 ученици сите од завршните класове, тоест четврта година и од гимназиското и од стручното образование. Имаме одсетен само еден ученик од здравствени причини. Супер беше, лесни прашања. Положив добро, значи лесни беа прашањата, лесно беше и така. Колку ученици и наставници го помина екстерното ќе се знае по објавувањето на резултатите, но училиштата го минаа тестот. Во врска со моите овластувања, проверив се дали е се во ред, поставена на огласна табла, сите дали се ученици присутни, нема проблеми. Сепак, зошто екстерно? Тука се заштитува наставникот. Второ, се покренува, односно се подига на повисоко ниво авторитетот на наставникот и неговата улога во формирањето на младата личност. И трето, многу важно, постигањето на учениците. Инаку екстерното тестирање се спроведува втора година. Денес и во петок полагаат матурантите, а за сите останати тоа ќе се одржи во јуни.
Наместо 2 пати, пописот на пчелите ќе биде еднаш годишно, а обврската треба да се заврши до 15 април. Секоја година на 1 април пчеларите треба да направат попис на пчелните семејства на своето одгледувалиште, а евиденцијата треба да ја чуваат најмалку 3 години. Платите во источниот и вардарскиот регион се најмали во државата, покажуваат статистичките анализи. Во овие два региона платите се за околу 40% помали од просечната. Инаку, на ниво на држава, во секторот правни работи, личниот доход достигнува до 41.400 денари, во телекомуникацијскиот 38.900, во воздухопловниот 38.700 денари. Просечната плата во државата е 21.200 денари, а просекот во текстилната и кожарската индустрија околу 12.000 денари. Нови 587 лица на возраст од 50 до 59 години и млади до 29 години, долгорочно невработени, како и лица кои до 18-та година имале статус на деца без родители, ќе бидат вработени годинава со финансиска поддршка од државата. Финансиска поддршка за вработување на невработените лица од ранливите категории изнесува 17.000 денари месечно, од кои 3.000 денари по лице ги задржува работодавачот како надоме за направените трошоци за подготовка на лицето за работниот процес. Работодавачите за да учествуваат на оваа мерка најминимално треба да го исполнуваат условот да немаат намален вкупен број на вработени последните 6 месеци, односно нивниот репер број да расне од 6 месеци навака, односно доколку и да имаат намалување на вработени, доколку нивниот вкупен број на вработени е пораснат, имаат право да учествуваат. Денес, во што мисли народот? Зошто ромите социјално се поактуелни, а тие се понезадоволни? Гостин Зекир Абдулов, председател на Националниот совет за декада на ромите. Што мисли народот? Веднаш по првите вести на ТВ Стар. За куче што го згрижил од хумани причини, штипјанецот Лазар Крстев сега треба да плати казна од 500 евра. Случајот кој привлекува внимание се одвивал вака. Кучето дојде кај мене пред 2 недели. Од дека дојде, што знам, немам појма. И од тоа наму и пуди го да се оде, неќе ти се оде. Чекајки да се јави собственикот, кучето направило проблем. Една женичка тука поминала, кумчика, и земала за раката ја каснала, го опала. И они ми пријавија полиција. Полицијата ми речеа, 500 евра најмалку казната ви. А зашто нам на 500, ако не е мој кучето? За да се спаси од кучето и нови проблеми, Лазар Крстев помош поборел во една од ветеринарните станици. Име со полицијата заедно ветеринарната. Пријави ме, ништо ја вика не може да помогне вика. Ништо не може да помогне, викам за собствено не може. Кажете викам, нели вие викам или ги уништувате, или ги товарите у сантачу оно, носите ги. Ништо вика не може да помогне. Овој за Крстев дополнителен проблем ветија дека ќе го решат од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди. Ние како Сдружение ќе превземеме све што е во наши рамки, што е во наши можности да му најдеме што е можно побрзо на кучето топло дом и да живее живот како што заслужува секој животно на оваа земја. Во меѓувреме, 57 годишниот љв и 56 годишниот ММ од Каменичка Косевица добија кривични пријави, откако полицијата утврдила дека тие безмилосно мачеле животни, односно со секере удриле 2 грла добиток. Иако кривичната е вака формулирана, сепак станува збор за традиционален начин на колење на добиток со претходно удирање и онесвестување на животните. Одрони на патот и влажен коловоз денес хоспитализираа 52 годишен беровчанец откако со автомобил излетал од патот. Незгодата се случила на патот Берово-Струмица. Со возило на Беровската итна медицинска помош тој е донесен во Штипската клиничка болница, каде му е констатирано исчешување на вратот. Беровчанецот е имобилизиран и задржан на ортопедското оделение. Општина Чешиново Облешево објави повик за прибирање на парања за користење на средства од буџетот за Општина Чешиново Облешево за 2014 година за финансирање на проекти на здруженија на граѓани и спортски клубови. Распределбата на средствата е за областите згрижување на децата, спорт, млади, земјоделие, образование, економија, култура, здравство, граѓанско општество, демократија и социјално-хуманитарна работа. За една година, Општина Македонска Каменица го зголемила данокот на промет за околу 10%. 2012 година, значи по основ на данок на промет на недвижност, имаме остварено 1.240.000
233.000 денари. А во 2013 година имаме зголемување и тој некаде е 10% зголемен или поточно 1.314.222.000 денари. Овие 2 години е од физички лица, значи грото е некаде околу 80%, се однесува на физички лица, а на правните лица некаде значи е околу 20%. Поради планирани прекиди во дистрибутивниот систем на ЕВА на Македонија, утре од 10 до 14:30 без струја ќе бидат штипските села: Шешаварлија, Калапетровци, Кошево, Почивало и Никоман. Во Делчевското село Умлена екипи на Ивана ќе работат од 9:30 до 15:30, а во Кованец од 9 до 15 часот. Не ми се допаѓа заради младите, ништо друго. Што? Не се запослени, немат работа и немат без пари не може да живеат, затоа сакат да избегат од дом. Ништо друго. Мојата жена на диализа веќе 6 месеца. Уструга. Болницата. Имаме болница, имаме простор. Што нема никој апсолутно видица загрижен да се ангажира да рече ќе направиме за диализа. Ово да биде диализа, не од Виница да одат тамо. Кочани, Штип. Туку Виница, брат ми. Ние пари даваме. Денес комисиите за спорт и финансии одобрија над 14.200.000 денари, кои треба да се поделат на неколку спортски клубови. Според поднесените барања, најмногу доби фудбалскиот прволигаш Брегалница 13 милиони, боречкиот клуб Балканец доби 600.000 денари, исто колку и ракометниот суперлигаш Текстилец. Додека на основ котизација финансиски средства во висина од 60.000 денари доби фудбалскиот третолигаш Астибо. Одлука за доделување на финансиски средства се донесе и за женскиот ракометен суперлигаш Кожувчанка, но висината се уште не е утврдена. Инаку, општината оваа година има во план да додели вкупно 20 милиони денари како финансиска помош на спортските клубови од Штип. Не само казината се на мода во Лас Вегас. Рајот на коцкањето ви го предлага и оружјето како туристичка атракција. За сума од 100 до 1000 долари, секој посетител на магазин со оружје во градот може да стрела со автоматско оружје по избор. Типично за стилот на Вегас. Во магазинот има олтар и им нуди можност на љубимците на оружје меѓу него да ја кронисаат својата љубов со брак. Сопственикот на магазинот нуди пукање со пушки кои туристите ги гледаат на телевизија. Тој со овој бизнис се занимава од 1984 година и засега тврди, интересот и заработката се во негова корист. Во 23-тиот ден од годината православните христијани го празнуваат Свети Григорий епископ, а припадниците на католичката вероисповед ја празнуваат светата Емеренцијана.